Јанушев, ја започнувате официјално кампањата од Веле, земавте благослов. Како понатаму во текот на денот и воопшто како планирате да ја организирате кампањата? Кампањата ќе ја буквално како што најавивме ќе бидеме цело време помеѓу народот. Секако апелирам и сега да се придржуваме сите до мерките, како во носењето на маските, така и до социјалната дистанца, но ќе бидеме цело време меѓу народот, мораме да се представиме што е можно подобро, но исто така и да ги запознаеме граѓаните на Република Македонија со она што е наша понуда, односно со програмата која што ја насловивме како проект Обнова. Така да, после ова што бевме сега во црквата Свети Пантелеймон и едноставно добивањето на благословот, имаме неколку средби со стопанственици, ќе посетиме некои од индустриските капацитети во поподневните часови, нормално дека ќе посетиме и повеќе граѓани колку времето ќе дозволува со акцијата Врата до врата. Во вечерните часови е планирано да имаме и така речен мини митинг или малска средба и ги поканувам сите кои што сакаат да присуствуваат да го направат тоа вечерва на плоштадот на Којник. Што покажа, кои се вашите впечатоци и заклучоци од делот на неформалната кампања? Какво е расположението меѓу народот во изборна единица 3? Народот и не само во изборна единица 3, туку и буквално секаде во државава му е доста од апатијата, му е доста од безидејноста, му е доста од тоа да биде со подвитка на кичма. И токму тоа е тоа што ние како ВМРО ДПМН во оваа кампања заедно со коалицијата ќе го понудиме на граѓаните. Да исправиме кичмата, да бидеме горди како народ и да не се срамиме да кажеме дека сме македонци. Каква кампања ќе водите ви и какво очекувате од останатите тркачи во избората? Кампањата ќе ја водиме на начинов на кој што сега кажавме. Ќе бидеме присутни пред граѓаните, ќе се обидеме буквално на секој еден човек кој што живее во Република Македонија, да му представиме за што се залагаме и за што се бориме. Во однос на тоа што очекуваме, не очекувам фер и демократска кампања, особено од ЗАЕФ и од СДСМ. Видете, пред се, кампањата започна со фрлање на бомба во дворот односно во имот на потпредседателот на партијата. Не очекувам да има фер и демократска кампања, но тоа никогаш и не сме го очекувале од СДСМ и покрај тоа ќе ги победиме жестоко, убедливо и ќе завршиме еднаш за секогаш со тој тип на политичари во оваа држава. Кажете ни што ќе им понудите на вашето потенцијално гласачко тело, на неопределените граѓани? Што содржи програмата на обновата со која што се борите да ги добиете нивните гласови? Ќе понудиме надеж, ќе понудиме известност и ќе понудиме иднина. Тоест, ги нудиме надежта, известноста и иднината. Го нудиме тоа преку зголемувањето на платите и пензиите, преку инфраструктурната изградба на држава, преку конечно ставање ред на нешто што беше камен на сопнување на сите претходни влади, а тоа е вистинска реформа во правосудството, но исто така и реформа во сите останати сектори. Образованието, здравството и се она што е битно за сите луѓе кои што живеат во Република Македонија, да не ги забораваме земјоделците, културните работници, спортистите, буквално за сите овие имаме издвоено по огромен број на проекти. Дали е тоа денар за спортистите и денар во културата, дали е тоа зголемувањето на пензиите за 20%, дали е приклучок на гасификацијата за буквално секое домаќинство без пари, значи со еден вид на кампања која што ќе даде повеќе за секого, ќе се обидеме да убедиме што е можно повеќе луѓе да ни ја дадат поддршка. Што може Велес да очекува доколку вие формирате влада? Ние си ја формираме влада, немајте никаква дилема во однос на тоа. Од овие работи што ги набрав секако како ударни проекти во нашата програма кои што ќе влијат буквално на сите граѓани, она што и како е битно за Велес инфраструктурата и како еден особено значаен проект за Велешани е поврзувањето на Велес преку Прилеп и Битола со грчката граница. Но исто така да не забораваме дека е исто толку битно и поврзувањето со коридорот 8
и конечно довршување на експресните патишта кои што за жал во овие 3 години од страна на оваа неспособна власт останаа на истото ниво на кое што беа и пред 3-4 години. Така да она што можам да го ветам пред Велешани еден честен, искрен пристап, еден директен пристап, каде што се тоа што ќе го ветиме и што ќе го кажеме пред граѓаните, ќе го исполниме во следните 4 години. Што е со економијата во градот? Како би се подобрила? Твоја буквално. Па мислам дека се ова што претходно напоменав дека ќе се однесува на подобрување на економијата во градот. Една и можеби од столбовите, од најбитните работи во програмата е и ветувањето пред граѓаните дека во 4 годишниот мандат ќе овозможиме 4 милиарди евра домашни странски инвестиции. Тоа секако ќе бара многу работа и многу труд, но тоа не се плашиме, располагаме со кадар, располагаме со луѓе, знаеме како да го направиме и ќе го направиме. Како ВМРО ќе ги остави младите во земјава да не си заминат? Што ќе направите за младите? Една од главните работи што ја нудиме е впрочем и една целосна реформа во образованието. Најпрво преку зголемувањето на платите на оние кои што се директно вклучени во целиот тој процес, значи наставниците и професорите, бидејќи сметаме дека ако тие се задоволни, ако тие имаат подобар живот и ако нивниот животен стандард дека е на едно повисоко ниво од тоа што е сега, дека ќе бидат многу помотивирани за да го пренесат изменењето на учениците. Но исто така еден образовен процес каде што секој еден млад човек ќе сака да се образува тука, ќе сака да остане дома во Република Македонија. Како еден исто од проектите кои што ги напоменавме дека за вработување на млади лица нема да има плаќање, односно персоналниот данок на доход ќе биде 0%. Има голем број на вакви мерки, програмата ја промовиравме пред нецели 2 дена. Од денеска веќе и на големо ќе ја дистрибуираме помеѓу сите. Се надевам дека и вие ќе имате прилика да ја погледнете и да видите дека се ова што денеска го кажувам, дека се она што го ветуваме пред граѓаните, имаме начин, имаме како знаеме и можеме да го реализираме пред сите во Република Македонија. Имате различна кампања, започнавте со молитва во Свети Пантелеймон. Зошто токму во оваа црква и што побаравте од Господ? Јас сум, како што знаете, од Велес. Во оваа црква моите родители ме носели уште од кога сум бил буквално мало дете. Си ја сметам за моја црква негде каде што сум доаѓал со годините и некако нормално беше да дојдеме тука. Побаравме едноставно благослов, побаравме да имаме една кампања, да имаме начин на комуникација со граѓаните каде што пред се и над се во ова зло време кое што живееме ќе останеме здрави и живи и безбедни. Нормално и целата можна помош која што можеме да ја добиеме од Господа во текот на кампањата.